Отворено студио четврток, во студиото Тамара Георгиевска, Андреј Наумовски, добитници на инженерскиот прстен, што значи по дефолт се најдобрите студенти на овие факултети оваа генерација. Лето ви кажувам дека е тоа десетка. И професор Христина Спасевска, председател и на Инженерскиот сојуз на Македонија, која меѓу другото на индиректен начин е и ментор на овие наши студенти. Постои во општеството една теза на која и ние новинарите не сме имуни, а тоа е дека постои екзодус на паметните луѓе, brain drain, како што обично го измисливме или го презевавме терминот. И види, Господе, во студиото ми се двајца кои не размислуваат или се обидуваат да ја пробаат македонската реалност. Тамара Георгиевска е вработена во Алкалоид, Андреј Наумовски е идниот предприемач во софтверската индустрија. Поединечно. Тамара, најпрви малку семејна генеза. Ти имаш инженерска традиција во семејството? Па се определи? Па, не беше тоа одлучувачкиот момент да се запишам на инженерски студии. Именно преварат кој што беше организиран од Технолошко-металуршкиот факултет во соработка со Министерството за образование и наука, наноматеријали и нанотехнологии, би рекла дека беше пресудниот момент да се запишам на инженерските струки. Тогаш одлучив дека сакам да работам нешто кое што ќе предизвикува, нешто кое што ќе биде неизвестно, непознато, каде што ќе треба да спојувам знаења од повеќе области. И на тој начин се определив дека сакам на инженерски струки, конкретно го избрав Технолошко-металуршкиот факултет. Не е малку индискретен, ќе ми дозволите. Татко професор универзитетски, мајка лекар универзитетски, некој виден политичар. Тоа е линијата на Тамара Грчаровска. Георгиевска, се извинувам. Не. Не. Потикнувам од фамилија која што пред се има работничка жичка, буквално кажам. Потикнувам од луѓе кои што ми имаат научено како да се работи и како да се вложува труд и како со тоа ќе дојдат сами по себе убавите нешта во животот и на крај наградите. Конкретно, татко ми е невработен веќе известен период и каде што мајка ми, која што е инженер по струка, а е вработена во не работи конкретно по струка во моментов изминативе години, овозможија да се студирам, да се едуцирам и ми ги овозможија животните лекции на не толку едноставен начин. И сметам дека тој дополнително го менува карактерот на еден човек и со промената на тој карактер и на тој менталитет дополнително ќе можеме како инженери, конкретно јас како инженер, да се изградам, бидејќи не е лесно да се работи во инженерските гранки. Имено со толку предизвици, понекогаш и треба контра тврд карактер, што би се рекол. Сепак беше во искушение да заминеш. Точно. И тоа на престижни германски универзитети. Што беше тоа што на одреден начин те премисли? Семејно-материјалниот аспект, другиот аспект на промисла дека можеби и тука има некакви шанси за вас, новите надежи на македонската образовна фела? Најотворено кажано, во текот на студиските години го градев патот за да заминам на магистратура пред се во Германија, бидејќи се во Европа се двигателната сила за нанотехнологијата. И градејќи го тој пат, бев одлучена дека јас сакам да се стекнам со знаење на еден престижен таков универзитет, кој што имаат соработка со имена како што кажа и професорката Христина, со престижни истражувачки центри. Се до моментот кога не бев одбиена за стипендија и се сменија коцките во мојот живот. И во тој момент, како што би рекла фигуративно, животот или Господ сакаше да покаже поинаква насока во мојот живот. Во месец јули имаше оглас за вработување во Алкалоид, каде што во огласот беше наведено дека барате технолози. Аплицирав таму и после неколку месеци се вработив и работам. Фармацевтска индустрија која главно вработува лекари и фармацевти, технолог. Што бара технолог таму?
Технологот е мостот помеѓу фармацијата и инженерството или поедноставно кажано фармацевското инженерство. Нашата задача во таква индустрија е да се грижиме за процесите, да подлабоко ги објасниме процесите заедно со фармацевтите. Тие имаат основата од фармацевската технологија, но ние како инженери дополнуваме за како се одвиваат феномените во еден процес. И со таква симбиоза, како што имав можност да кажам во интервјуто, да еден инженер има можност после да специализира или да магистрира со фармацевски факултет, добива знаење од две области и добива можност уште повеќе да се развива и би рекла дека една од поретките комбинации, како што претходно спомнав, еден хибриден пристап кој што е тренд во денешницата, значи технологиите не можат засебно да постојат. Дали алкалоид те исполнува? Наспроти промислила дека си сгрешила што не си заминала? Не би рекла дека сгрешив, што не заминав. Значи, среќна сум тука, бидејќи јас сакав да заминам за да студирам. Ми нудеа можност за работа, бидејќи студиската програма каде што бев примена од една страна беше истражувачки настроено во истражувачки центри, што автоматски за магистранти значеше и работа во истражувачкиот центар. Но не ми беше целта за да после 22 години овдека живење и коренот кој што го имам во Македонија да кажам јас се заминувам туку така од Македонија. Точно е дека имаме определени проблеми во општеството и дека се тешки да се надминат, но тоа не значи дека не може да се најде светла точка во општество. Алкалоид, конкретно во мојот случај, беше тоа, и докажа и покажа на дело лично на мене и на уште неколку колеги кои што се вработивме директно од клупа со само теоретското знаење дека сакаат да вложуваат во младите, дека сакаат да ни овозможат практично знаење, да ни овозможат да се вработиме на добро место со добри услови за работа. И едноставно еве сум после 7 месеци, 8 месеци работа во алкалоид, задоволна и исполнета. Не ви давам простор поише, бидејќи ќе треба да му наплатам корпоративен пиар на алкалоид на оваа тема. Ајде твојата семено стебло, Андреј. И ти си работничко дете или? Да. Аха. Да. Иако моите се инженери, двајцата. Татко ми е од електро, а мајка ми е од технолошки. Немаат баш работено по струка, така да се што имаат направено е нивно досега во животот сами го имаат направено, значи никој не има возможил нив нешто посебно од Кичево, да. Тука живееш сега и работиш? Јас да живеам, да. Добро, што ти текна одеднаш да влезеш во ова семејство на имагинарните предизвици да формираш свој ДОО или стартап во сферата на софтвер инженерството? Не е од сега, значи се занимавам и чепкам со компјутери уште од 2-3 години. Значи роден сум со компјутер, што се вика. И од секогаш ми бил фасцинантно, че од секогаш сум сакал да чепкам, да работам, да креирам нешто и Значи наместо цусла ти го даваа телефон. Така, не телефон, немавме телефони тогаш, компјутери. Компјутери, а? Да. Добро. Да, и моите ми остави многу простор да истражувам со компјутери, значи сум расипал неколку, на сега тоа е, така се учи. Така да не почнав да работам во IT или не се запишав на факултет само затоа што нели има добри работи со добри плати, туку затоа што стварно го сакав тоа, значи уште од мал, уште кога не знаев какви ќе бидат Ми ситуациите. спомна една компанија која е прилично добро етаблирана на македонскиот пазар, меѓу првите водечки софтверска. Тоа не те предизвика таму да заседнеш, бидејќи си бил и на работа. Да, ама И се реши на овој предизвик на сам со себе газда. Да, затоа што главното нешто е не сум инженер, јас сакам да креирам, да истражувам, да создавам нови производи кои што некако би влијаеле на луѓето и на самиот свет, така да мислам дека работењето сам ми дава многу поголема флексибилност да истражувам и да Во која сфера ќе биде програмирањето, односно софтверството? Па зависи, значи конкретно моментално мобилните технологии се во голем развој, како што и не спомна вештачка интелигенција и децентрализираните податоци. И да, Што значи ова Data Masters, некоја нова дисциплина, нова дејност? Спрема моите сознавања, тоа е академија која што ги обучува нели студентите таму да во областа на Data Science
Data science е наука која што се занимава со анализа, обработка и вадење заклучоци од податоци. Добро. Веќе живееме во доба на... Еден твој колега, читам деновиве, Филип Петровски, ја формира оваа академија, Data Masters, и вели, имав можности да размислам и сугерира во Лисабон, Португалија, во странство. Тој се реши да си ја донесе компанијата идејата во Македонија и тука да ја развива. И неговата теза е која помалку е прозаична, не сакам да ја градирам ни патриотска, туку редно е да вратам нешто што сум научил на својата држава. Тоа всушност е еден нов модел на американскиот патриотизам во која ние мораме да имаме верба во сопствената држава, која ви дала основни, која ни дава на сите основни премиси на образование. Дали вие, која се определивте да останете тука, ве носеше ова чувство, да речем условно, на патриотизам и на горделивост, или предизвикот дека тука може да се работи и да се заработува? Не конкретно чувството на патриотизам, мене лично, повеќе затоа што јас сум човек што сака да работи со луѓе кои што напредуваат, кои што учат, кои што се трудат и сакаат да напредуваат и да работат, без разлика дали тоа се од Македонија или од било каде на друго место. И тука имам најдено такви личности со кои што можам да напредувам, да се развивам јас лично. Ќе правиш сам компанија или ќе се здружите? Па целта е, моментално работам сам, целта е да се дружиме и да работиме на наш продукт, за кој што веќе сме во подготовка. Тамара, уште малку со тебе индискретно. Можена си? Не. Тоа е затоа што современите дами го практикуваат пристапот дека важно е да бидат исполнети со својата професија, со своите занимања и со своите предизвици. Тоа е точно дека сакаме да бидеме исполнети, но тоа не значи само на кариерното поле, тоа значи на приватното поле. Но со брзо темпо на животот, едноставно да се прави балансот помеѓу тие две работи е уште поголем предизвик. Андреј, не го прашам дали е женен, зашто не го е предизвик е друг. Зашто? Исто треба и двајцата да бидат прашани. Значи, Заради родова еднаквост? Не заради родова еднаквост, затоа што може и млад маж да се залюби и да реши да формира семејство. Не, ако тргнеме по тоа дека возрастни жени сакаат млади мажи, тоа може да има поголем избор кај него. Но, професорке, значи од 150 во последнава декада, или колку рековте дека, 70% се надвор на престижни корпорации и места. Кога овие луѓе овде во емисија велат, остануваме да го видиме тука предизвикот, прават грешка или прават предизвик на својата нова животна шанса? Јас повеќе би кажала даваат шанса на блиските, на средината во која до сега живееле. Овие млади луѓе, според мене, секогаш може да заминат од државата. За нив не е предизвик да ја напуштат државата. Сега се овде, после една година, ако Андреј сега реши да ја напушти, ќе ја напушти. Исто се однесува и за колешката, за Тамара. Мислам дека убаво е секој од нас, особено ако планира да гради убава кариера, или научна, или професионална, да помине еден дел период од својот живот во странство. Ние сме премногу мала средина, иако нели имаме дигитализација и интернет, можеме да учиме и од книги, и од интернет, но сепак е друго кога ќе одите во некој елитен институт, во некоја елитна компанија, добро етаблиране и нешто таму да научите. Како се менаџира, како се работи, како се научните истражувања. Така да, овде треба пред се да се створат услови за да тие млади луѓе што ќе одат во некој етапа од својот живот се вратат овде. Има еден ригиден став кој почна во општеството да, откако сите си отидоа, екзодус на млади, и со право си иселуваат младите, не само заради работа, туку и заради општиот социјален, прогресивен амбиент и така натаму. Но сега почнува да превладува становиште, пред се откако дојде овој налет на странски корпорации и инвестиции, не е важно да образуваме високо образовани кадри, важно е да создаваме кадри со вештини.
дал бил заваруваш, те дал бил монер, те келнер и така натаму. Таа диаметралност на тие две позиции ќе не доведе во ситуација да бидеме баш репродуктивна робовладетелска средина, наспроти овие тенденции каде што ќе креираме или ќе учествуваме во новите технологии и предизвици. Мораме да ги разбереме странските компании, па не само странските и нашите големи компании. Тие доаѓаат овде со своите фабрики, со своите машини и на нив на вистина им треба технички добро подковани, да кажеме, средношколци. И јас и моите студенти ги учам дека ако се они информатичари, не треба да ги врзуваат компјутерите во компанијата. Они треба да ги прават проектите, они треба да балансираат што треба да се набави во компанијата. Значи, на еден, сега, така просто кажано, на 10 или на 20 работници или на 30, каде што имаме автоматизација на процесот, може би треба 20 инженери, кога збориме во компаниите. Така да, мене нивниот став ми е природен. Работата е како да ги најдеме тие луѓе добро обучени, со вештини, да останат во државата. Затоа што тие, ако одат во странство, во Германија или во Франција, тие ќе имаат многу поголеми примања. Иако, според мене, примањата не се секогаш репер. Ако овде, да кажеме, животот можеш да поминеш со 500 евра, да кажеме сега, во Германија може би ќе ти требаат 1500 евра. Така да, некогаш луѓето се поведени од некој тренд што го слушаме на телевизиите, од што го слушаме од медиумите, сега вас ви се обраќам. Ваквите живеачки како што они ги сакаат, како што ние ги правиме, не можеш во Германија без 2500 евра. Дотолку повеќе, што тамо се паѓа на твој товар. Тука нема татко, мајка, куќа, стан, деца да чува и така натаму. Разбирам. Ајде да се вратиме на есенцијата на прашањето. Втората димензија е, а кои млади луѓе вие ги оформувате? Има ли интерес кај домашните, кај светските корпорации кои доаѓаат тука и во информатичката технологија и секаде, да се поврзат и да следат тоа што е американски модел и германски, да знаат на крајот на студиите кои се првинци сами да дојдат и да ги усмукуваат? Имав шанса, бидејќи пред само една година формиравме во инженерската институција на Македонија, формиравме клуб на млади инженери. Направивме сериозна соработка со Советот на странски инвеститори, што е во Македонија, и бевме повикани на нивна седница. Немаше таму директор што не рече дека имаат потреба од млади инженери. Како професор на ФЕИТ и како поранешен продекан, секогаш зборевме дека првиот чекор на соработка за да нашите инженери бидат препознаени и да се направи соработка помеѓу факултетот и компаниите. Компаниите се многу прагматични. Тие велат дека ние треба да им дадеме готови, добро обучени со вештини инженери веднаш, значи они да не губат време да ги обучуваат и веднаш да одат во производство. Баш напротив, двајцата млади колеги, особено Тамара, посведочи дека секој млад инженер, ако е добар, ако има логика на размислување, компанијата која навистина сака да оди напред и која сака да има добар, да приведува, мора да ги обучи точно за процесите за кои им треба. Тамара, како те прифаќа средината? Со оглед на тоа дека треба, условно кажам, до обука на практичноста. Дали, јас знам за алкалоидите, по други дека ги има овие системи на меѓусебна соработка со фармацевски и медицински факултети, доделува едно чудо стипендии. Меѓутоа, првпат технолог, или, односно, технолози во алкалоид и тоа во Центарот за развој. Конкретно, првпат технолог во Институтот за истражување и развој. Технолозите ги има во алкалоид, но првпат во истражување и развој. Како ме прифаќа средината? Би го дала одговорот обострано. Значи, јас ја прифатив средината како предизвик и они ме прифатија мене како предизвик. Од една страна треба да ме обучат за конкретно процесите кои што се одвиваат во алкалоид во нивното производство,
Друга страна треба да ме обучат за основите кои што се во технологијата, во фармацевската технологија, за да можам јас полесно да се вклопам. И особено што Прв пат се соочува И особено што фармацевската технологија е под строги регулативи, што значи јас морам да ги научам регулативите и правилата на добра производна пракса. Без тие основни правила многу е тешко да се работи во фармација. Значи тука лежеше предизвикот. И со обострана заинтересираност, со обострана волја, резултатот беше навистина се уште навистина добар и едноставно сватевме дека они имаат потреба од некој кој што ќе направи комбинација во тоа фармацевско инженерство. Јас сватев дека се пронаоѓам во фармацијата, независно што имам дипломирано на Технолошко-металуршки факултет. Јас дипломирав да ги научам материјалите, но логиката која има еден инженер, тој може да ја примени во било која област да е. Само треба определен ментор да му ги додели знањата и политиката на таа фирма. Кратенки правила на работа и слично. Андреј, не се определи да останеш или ти понуди или например овие неколку компании кои што бил на пракса да те презема, да бидеш составен дел од нивните програмски тимови. Да, бев и работев година дена во Добро, скоро две. и што ти се чини дека ти го ограничува твојот истражувачки и професионални капацитети или не сакаш да бидеш репродуктивец? Значи, има две работи. Едната е што добри инженери се креативни умови. Значи, сакаат простор за развој, сакаат простор да работат на интересни напредни технологии. Работата кај фирми кои што работат за други клиенти е што клиентите им ги диктираат во принцип правилата. Да ограничуваат технологии и други работи алатки кои што сакаат да се употребуваат. Така тоа е една од причините што заминав од големи фирми. Чувствувам дека во помали фирми и во стартапи конкретно има повеќе слобода за работа и за работење со најнови технологии, на најнови проблеми и слично така. Така тоа е една од главните причини за кои што си заминав од фирми и се одлучив сам да основам. Другата работа е што вака сакам да, значи мислам дека во Македонија има можност за развој таков. Дали Македонија е, да речем условно и не воопшто овие сите балкански земји се некакви Индија на Европа, аутсорсинг системи работ. Некои индиците сега стануваат и пред 2 децении беа главната експозитура на Microsoft и на Google. Меѓутоа сега стануваат една од мокрите, заедно со Singapore, една од мокрите центри на дигитализацијата има. Па не, мислам дека не е таква ситуацијата во Македонија. Конкретно има многу стартапи кои што се успешни од Балканот конкретно. Значи Хрватска, Македонија исто така и значи не е толку така како кој што викате само за аутсорсинг и се, затоа што сериозни фирми идат во Македонија, кои работат за сериозни клиенти, значи правиме банки, институции што се на врвно светско ниво, идат во Македонија и во Балканот за да работат на нивниот софтвер. Те влечат ли овие балкански приказни? Например, во Ниш е продадена една софтверска компанија за 200 милиона. Дека словенечкиот пар само од игрите има еден од најбогатите, 1 милиарда. Матер Имац во Хрватска е башка приказна со еден од најбогатите луѓе. Дали се тие, освен овие нашиве Стив Джобс, Microsoft и сите други, дали се тие некакви предизвици кои ви даваат ситуација и на тремес, на собствена возбуда, а и на предизвик? Па не само балкански, значи конкретно во IT, бидејќи работата ни на интернет реално, значи може да работиме на пазарни целиот свет. Значи пазарни целиот интернет, може да продаваме, да пласираме продукти кај сакаме. Така да конкретно во Македонија се чувствувам ментално пофлексибилно, можам да, значи и сум имал опција и ќе имам опција да заминам надвор, со тоа што таму губам на флексибилност, за тоа што треба да период на навикнување на живот таму, така да моментално во Македонија ми е, затоа што тука живеам цел живот, сум доволно флексибилен да можам да се посветам на продуктот, а не да се посветам на да го воспоставам мојот живот и навики и такви работи. Сега и тебе ќе ти ја кажам приказната која е моја професионална. Замина во Стојако. Во Стојако
тргнав по идејата дека е тамо еден од македонските маратонци кој трчал на 6 престижни светски маратони. И го прашувам му едно, да речем условно селска аура, што ти работиш тук? Најубаво ми е дека. Јас сум фриленс, програмер, на пазарот секој месец има во 12 часот берза, ќе понудиш, ќе знаеш, мене ми се доволни $2000, знаеш што значи вика $2000 за стојакова. Сакам да речем дека и тој тип на размисла оди во правец на вклучување во светските бизниси по цена да имаш некаков локален комодитет. Таа приказна ти ја дава како контрапункт на големите богатства. Да, али конкретно мене парите се од голема улога, ама конкретно мене не ми е или само за тоа. Повеќе ми е заради флексибилноста што имам тука, значи кога работам од дома. Затоа што никој во било кој момент може да одлучам дека денес не ми се работи, ќе одмарам, дека имам обврски за завршување, дека можам да работам вечер ако треба, дека можам да земам слободни денови како што ми одговара мене. Тоа е една од најголемите привилегии. Андреј Тамара, ќе прашам нешто што е урбано. Робувате на скопскиот урбан живот, па не сакате никаде да одите надвор од оваа комоција. Со малку пари, ама добра живеачка. Па не би рекла дека робуваме само на Скопје. Со добра работа, со добра волја, добро друштво. Цела Европа ни на дофат, цел свет. Не е воопшто. Не, а? Не. Не, ја мислам дека денеска е тоа престижно кај младите, со оглед на фактот дека у кафеаните само се повеќе млади. Не, А ние сме за пензионерски домови. Добро, професор Спасевска, на крај да заокружиме. Каква е перспективата да создадеме кадри кои за наредните 20 години треба да бидат главните имплементатори или главните креатори на македонскиот развој? Јас мислам дека создаваме кадри кои ќе можат наредните години да ја движат економијата и во државата, па и надвор од неа. Едноставно, она што го прави образовниот систем во Македонија, особено универзитетското образование, да се повеќе инволвира практична настава, да се повеќе е ориентирано кон апликативни решенија, затоа што на една земја мала како Македонија ние можеме да работиме hardcore science, значи, ама тоа се европски огромни светски проекти каде што ние можеби и не можеме да влеземе. Но таа апликативна наука нас ни е на располагање и со добри умови и со добра основа образование, мислам дека ќе можеме да ги Дали кај обучиме. компаниите се променува и системот на односот кон практичната работа, кон практиканството? До сега тоа беше дојди дај ми подписи. Мислам дека сега тоа е на одреден начин некаква берза и за компаниите да видат со какви луѓе се соочуваат. Тоа им го кажуваме цело време на компаниите дека они имаат шанса да дојдат да склучат договор со некој од факултетите. Например, ФЕИТ има 100 договори со компании македонски, да склучат договор, да земат практиканти, но не само практиканти. Ние очекуваме како универзитетски професори, како универзитетска фела, дека они и на дел од нив ќе дадат и стипендии. Затоа и на тој начин, додека младите се стипендирани, додека одат на пракса кај нив, они точно ќе изберат што нив им треба. Од една страна, а од друга страна, ќе може младиот човек по завршување на факултетот веднаш да биде вклучен во производството, затоа што тој ја знае компанијата. Ние такво позитивно искуство имаме со енергетските компании во Македонија, Еле, Мепсо и Евана, значи тие веќе години наназад на ФЕИТ, сега знам дека и на Битола и на Штипскиот универзитет даваат стипендии. И децата, односно нашите млади колеги се можат да ги остваруваат праксите во тие енергетски компании. Верувајте ми, сега на програмата Трени што ја има Евана, практикантите кои беа вклучени, кои беа практиканти, сега успешно ја положија програмата и веќе ќе бидат дел од енергетската компанија. Голема е шансата за компаниите да дојдат на универзитетот и да си ги изберат најдобрите уште од почеток, некога ќе дипломираат. Андреј Тамара, ако однесовте 10 гишови, рекоа, ви дадоа по 100 евра бакшиш, како што ја на внуците им давам кои завршуваат матура и средно. Како, што ви велат дома? Доста учите или малце живеете или тоа е престижно? Не знам дека е престижно 10-ка, ама да, вика доста учиш, условно кажано, но
Колку учевте на ден? Како учевте? Што значи систематско учење? Систематско учење, посетување на наставата, бидејќи многу професорите стварно вложуваат. И доколку ние како студенти сме одговорни, одиме на предавањата, би рекла 70% дека би го научиле материјалот на самото предавање, дома само ни треба повторување или Тоа значи што дека ни е Болоња јасно. системот баш и не е најдобар за овие вакви екзактни факултети. Дојди тест, положи и замени се. Тоа е Болоња, баш. Тоа е Болоња, значи во текот на наставата да се учи и да се совладува поголемиот дел од градивото, а дома само да се Повторува домашната, семинарска и слично. тоа е вистинската Болоња. Ама десетката... Ако дете си бил покрај компјутер, сега што ти вика дома, престани со компјутер. Не, И без воопшто. иако и двајца да велиш дека се инженери. Да, не, начин воопшто не ми викаат тоа. Не, а? Не ми викаат. Сега веќе ми викаат, ти си возрастен, ти си знаеш што прави. Добро, сега Како мислиш? бидејќи сте возрастни и од сега натаму ќе треба да водите сметка и за нас. А ние сме од оваа генерација која потпаѓа под стереотипите, а тоа е сите викаат си отидоа и ние викаме си отидоа, сите викаат Македонија ќе пропадне и ние викаме дека ќе пропадне и така. Како вие? И си ја гледате својата перспектива врз основа на тоа што е и како е Македонија. Значи, воопшто не ве носам на оние деликатни теми за кои ние овде цел ден разговараме. Како? Добро прашање. Бидејќи секој верува во она што самиот лично верува и во неговото мислење. Многу тешко е на овие простори да убедиме некој друг во друг став. Значи, не сме учени да градиме конструктивни дебати, не сме спремни да можеме да водиме дебати со про и контра. И тука најдуваме на проблемот да на некој му кажеме, слушај, точно Македонија дека можеби има проблеми од посериозен карактер и ги има, но не значи дека е крај на светот. Условно кажано и И дека нема побрутално. земји во светот кои што нема своји проблеми со различни диоптрии. Со тоа што да се надовезам на тоа Тамара што кажа, значи за да се решат тие проблеми, потребно е мнозинството да сфати дека ги има тие проблеми. Значи не е само најдобрите студенти или 200 луѓе што сметаат дека треба да се смени, треба колективно, значи да сфатиме дека во одредени сфери имаме проблеми и сега нема да се лажеме дека немаме, а и колективно да сфатиме дека да признаеме дека имаме проблеми и да работиме заеднички на решавање на тие проблеми. Дали вие мислите дека ние повозрастните ве носиме во минатото наспроти во иднината? Со тоа кај сме, што сме, истории и така натаму, а светот оди во веќе далеку над подножието на дигитализација, новите технологии, вештачка интелигенција и така натаму. Андреј? Па мислам дека има одредена доза на тоа држење во минатото, конкретно овде. Лично гледам на иднината повеќе, значи на сегашноста и на иднината, односно да работам на подобрување на ситуацијата. Мислам дека нема потреба толку да гледаме на минатото, мене ми е лично пологично како инженер да гледаме на сегашноста, да разгледаме кои се проблемите сега и да работиме на тоа како да ги решиме тие проблеми сега. Точно. За понатаму на наши деца, Твоите внуци. креативни 2 минути. На истава тема. Потполно се согласувам со Андреј, значи точно е дека се живее во дело во минатото кое што било, како било, зошто било, тоа што било поминало. Не заџабе првата реченица во учебниците по историја дека ние бевме во средно беше повторувањето е мајка на знаењето, што значи чим се повторило нешто, треба да го научиме да го сватиме дека да извлечеме поуката тоа што било недобро. Да сватиме дека сегашноста ако повторуваме истата грешка, нешто не оправиме како што треба, за да седнеме, додвоиме време да размислиме како да го најдеме практично решението, ама тоа решение не може да потекнува само од една особа, од 2 индивиди, колектив од 10 индивиди или од 100 индивиди. Потребно е навистина заедничко работење од многу луѓе. Тамара Георгиевска, студент на годината, која утре ќе го примим инженерскиот прстен, Технолошко-методолошки факултет. Андреј Наумовски, ФЕИТ, кој исто така утре ќе го прими инженерскиот прстен. Студенти кои веќе се вработени
студенти кои завршиле со 10 и веќе размислуваат за своето предприемаштво Андреј и вработени во алкалоид Тамара. Заедно со професорката Христина Спасевска беа во денешното отворено студио, во недела во која малку повеќе можеби ви ги отворивме вратите на образованието, уште еднаш повторувам, новата најпрофитабилна светска дејност, бидејќи тоа е предизвикот кој за нас постои како родители, за оваа генерација која доаѓа е најважниот предизвик, бидејќи тоа ќе треба да го имплементираат и се разбира за универзитетските професори кои треба да ги донесат, трансферираат и да ги вградат методите и истражувањата на најновите сознанија во светот во сите области. Ви благодарам уште еднаш што бевте љубезни. Андре, сега си задоволен, бидејќи не ти дав никакво прашање или те изненади се нешто? Не, супер. Немам гајле. Добро, благодарам уште еднаш, ви благодарам што бевте. Благодарам. Висти вас. Поштовани гледачи, тоа беше четврток отворено студио. Пријатна вечер.